Драги мои, во минутите кои следуваат, ќе уживате во уште едно издание на емисијата Наша сцена. Како што веќе добро знаете, оваа емисија ја емитуваме еднаш во неделата, а во неа ви ги представуваме сите оние активности кај нашите естрадни уметници. Кој се снимаше, кој промовираше видеозапис и многу добра музика. Следуваат во минутите. Останете со нас. Ова издание на нашата емисија ќе го започнеме со Кате Соната, кој изминатиот период гостуваа во емисијата Имат Немат. Кои се нивните наредни планови и што има ново на музички план, ние ви откриваме следното интервју. Драги мои, заедно со нас вечерва е и прекрасната Кате Соната, вам добро позната. Добро вечер и како се чувствуваш вечерва? Добро вечер, одлично чувство, навистина прекрасно и мило ми е што ете конечно најдовме време и се договоривме да дојдеме да бидеме дел од емисијата, се договаравме веќе уназад не знам некое време. Меѓутоа обврски знаете со карантини, па после тоа почна работата наша и еве навистина ми е мило што после толку договарање успеавме да бидеме дел од оваа прекрасна емисија. За прв пат во Имат Немат, како ви се допаѓа атмосферата вечерва и организацијата секако? Да, одлична организација како и секогаш. Јас морам да го пофалам Ване, значи како и секогаш се грижи сите да сме добро пречекани, одлични колеги, бенд во живо одлично, значи јас верувам дека како и сите колеги така и јас, ние секогаш помило и подраго да пееме во живо, немаше проблем со бендот, лесно се договоривме околу изборот на песни и навистина прекрасно чувство. Кои песни ги подготви за вечерва? Така договоривме Јовано Јованке и Стариот Џумбушлија. Кате, што е ново кај вас, заедно со Соната? Дали подготвувате нешто ново, дали ќе има некоја нова песна можеби за вашата публика? Така, сега најново нешто што подготвуваме е настап за Фолкфест Роса. Песната е веќе готова, мислам дека 2 ноември е датумот на фестивалот и мислам дека овој пат имаме навистина една прекрасна песна. Секогаш имате одличен настап на секој фестивал, каде да се појавите, изгледате и вие и вашиот бенд одлично, имате прекрасни песни секако. Дали можеби очекувате и победа на Росафест? Благодарам. Росафест е од ревијален карактер, значи нема награди, меѓутоа очекувам да имаме успешен настап и после тоа да имаме досаслушана песна. Јас ви благодарам за одвоеното време, ќе ве оставам да уживате заедно со вашите колеги вечерва и ве очекуваме повторно во Имат Немат. Ви благодарам, да, со задоволство би биле повторно дел. Драги мои, како нареден гостин, во нашата емисија го имаме младиот талентиран Спасе Матлиовски, кој исто така изминатиот период гостуваше во емисијата Имат Немат. Кои се неговите наредни музички планови, ние ви откриваме во продолжение. Драги мои, заедно со нас вечерва е и Спасе Матлиовски. Добро вечер и за тебе. Како се чувствуваш вечерва во студиото на Импродукција и шоуто Имат Немат? Да, добра ви вечер. Па еве јас по втор пат бев и во првата сезона. Да ве пофалам и оваа година супер студиото средено и снимаме одлична атмосферата. Па ќе можат да видат и гледачите. Добра за вечерва, пеете исклучиво во живо? Да, двете песни ми се во живо со бендот. Едната е Фили зо моме,
другата е Дојди Милено на Перниче Бело. Нешто поразлично овај пат избравме. Како што кажав, пеете исклучиво во живо. Дали за тебе лично е подобро да се пее во живо или да се пее плейбек? Ти имаш и често настапи на фамилиарни прослави. Ете како е за тебе? Што мислиш дека е подобро според тебе? Поинтересно. Па сега баш разговаравме и со момците од оркестарот, кога ме прашаа дали плейбек или во живо, им реков во живо. Бидејќи имаме се во живо бенд тука, нормално е подобро да се искористи. И практикувам повеќе во живо да ги изведувам песните, каде што има можност нормално. Дали подготвуваш нешто ново за следниот период? Па Публиката може да очекува нешто ново од тебе. да, па сега уште малце имаме од сезонава да ја завршиме од свирките со свадбите. Па сигурно зимава мислам дека ќе имаме време за некоја нова песна. Немам снимано одамна, па со ситуацијава со пандемијата, па се надевам дека за брзо време нешто ново ќе извадиме. Колку е добро според тебе да има вакви емисии каде што се пее во живо, каде што има дружба со вашите колеги, тоа долго време го немавте и се уште нема толку многу во нашата земја. Да, иако се ретки значи вакви емисии, се одлични, поготово што е во живо и музиката и пеењето. Може да се промовираат значи и новите песни, и нашите, и старите народни песни подзаборавени. Мислам дека е одлична работа. Би сакала да те прашам како помина летниот период за тебе, бидејќи како што кажав, имаш доста настапи на семени прослави, исто така и селските слави, значи често си застапани таму. Како беше летово? Како помина? Па летово добро, супер, можам да кажам одлично. После застојот што го имавме, добро се разработивме. Претежно како што кажа и ти, свадби, семени прослави и по за празниците, по манастирите, по црквите и така. Ти одземам повеќе време, ќе те оставам да уживаш заедно со твоите колеги, да уживате во оваа прекрасна вечер исполната со многу музика. Фала ви вас и да ги поздравам сите гледачи тука во Македонија и надвор каде што не гледаат секаде. Премиерно во ова издание на нашата емисија го имаме видеозаписот за разигран сокак на Димитар Митровски. Уживајте!
Александар Талески изминатиот период ни допатува од Чешка, каде гостуваше во емисијата Имат-немат. Кои се неговите наредни музички планови и како го поминува времето во Чешка ни открива во следното интервју. Заедно со нас вечерва на шоуто Имат-немат е Александар Талески. Тој работи во Чешка и живее во Чешка, но е и често во Македонија, во неговата родна Македонија, секако, каде што ја твори македонската музика. Како се чувствуваш вечерва, Александар? Најнапред добро вечер до тебе, Јасна, до вашите ценети гледачи. Прекрасно се чувствувам секој пат како дома во вашата телевизија. Сега правиме пауза. Како помина првиот дел од шоуто? Дали ти се допадна атмосферата и организацијата секако? Прв пат настапувам на вашето шоу, значи сум изненаден, баш пријатна дружба со колегите и опуштена атмосфера. Што одбра за вечерва? Знам дека отпеа нешто со Лени, дека во остатокот од емисијата ќе има уште нешто. Што одбра? Па значи одбрав промоција на уште една моја песна, Прости ми мајко, на која што беше присутна и ти на видеоспотот, и уште една македонска песна, хит за свое време, Еј девојко еј. Значи, македонска песна, убава шоу и дружба со колегите. Се надевам дека и повторно ќе не дојдеш во ова шоу, нема да е прв пат, нема да е први последен, дека ќе биде уште многу настапи ќе има тука во импродукција. Колку што можам да забележам на социјалните мрежи, секогаш си негде, цело време патуваш, нонстоп патуваш, се дружиш секако со твоите колеги, се дружите и пеете. Така, последно кога те видов беше заедно со твојот колега Флори во Германија, што се случуваше таму, ќе не откриеш? Значи, заедно со мојот драг другар и пријател Флори Манев, постојано работиме, не само што работиме на нашите настапи, него работиме и на музички план, значи се твори. Во моментот работиме на 3 нови песни. Едната е балада, другата е македонска песна и најновата песна што ќе се снима овие денови, а за некои 2 недели ќе биде снимен и новиот видеозапис заедно со вашата ИН-ТВ продукција. Тоа ќе биде нешто сосема ново и нешто сосема поразлично, кое што досега на македонската музичка сцена не било. Значи некој понов стил, некој понов жар на музика, така да во исчекување сме на подготовките на тој спот, а воедно работиме секој викенд, сме в Германија, Белгија, Чешка република, Прага, постојано патуваме. Секој викенд сме моментално полни. Моментално најдов слободно време овие 2-3 недели да се посветам малку на новите песни, на припремите околу новиот видеозапис, затоа сум тука. За колку време од прилика би требало да излезе новата песна, те кога да ја очекуваат нашите гледачи? Новата песна треба да биде готова негде за 10 дена, спотот е најавен за почетокот на ноември, негде околу 4-5 ноември, имаме договорен термин за снимање на видеото. Таа песна ќе биде во соработка со Флори, така? Сите песни се во соработка со Флори Манев, музичка продукција Ескобар од Штутгарт. Јас работам со него и не само што работиме на мојот материјал, работиме и на други наши колеги, на Лени Партикова, моментално Флори Манев направи нова песна за Благица Павловска, за нашата добра колешка Милица Кузмановска и многу други пејачи, за Сања Ристеска направивме нова песна, музиката е на Флори, текстот е мој, значи се јавувам и како текстописец на некои песни, така да работиме 24/7. Значи периодов сте турбо. Така. Точно така, затоа што моментално кај нас горе во Германија и Чешка република моментално почнуваат тие живи настапи, веселби и сме постојано полни таму до после Нова година. Има некои рестрикции таму или се е ослободено? Видете вака, рестрикции како рестрикции ги има, но за поголем тип на веселби, свадби, тоа е дозволено. Рестрикции се ако се одржува
например, кафанска свирка, тоа е не може моментално да се изведе, затоа што за тоа треба специјални дозволи, моментално се уште тоа не е дозволено, значи работиме на поголем тип на веселби. На фамилиарните прослави. Ние ќе го поздравиме Флори и ќе го поканиме те јавно да ни дојде во нашето студио и да гостува и тој во Имат Немат, да биде дел заедно со вас музичарите. Јас ти благодарам за одвоеното време и ќе те оставам да уживаш заедно со твоите колеги и убавата македонска песна. Ти благодарам и на тебе, Јасна, благодарам за поканата во оваа прекрасна емисија и преостанува добро дружење со колегите. Тоа беше Александар Талески, а наредна гостинка ја имаме Лени Партикова. Уживајте во низиното интервју. Почитувани гледачи, како што веќе знаете, Инпродукција секоја недела го снима шоуто Имат Немат во студиото на Инпродукција во Охрид и секако дека секоја емисија има бројни музички имиња од македонската естрада, така и вечерва, навистина одлична забава. Сега сме на пауза и заедно со мене Елени Партикова. Добро вечер. Добро вечер и на вас. Мило ми е што сум повторно дел во оваа убава емисија Имат Немат, што сум во прекрасниот град Охрид, што го сакам многу, и да се гледаме и понатаму за уште поубави соработки. Алени, вечерва заедно со твоите колеги, навистина убава атмосфера, како што кажав. Кои песни ги одбра за вечерва? Па вечерва малку сакав, ете, од голема и почит према Благица Павловска, јас многу ги сакам незините песни. Еве, од незе сакав да испеам Стамболград. Значи таа беше изведена со Александар, ново компонираните песни од Флори Манев, Брат и сестра, ја испеавме во живо. Еве, поздрав горем до Флори, до Сања Ристевска, песната е на нашата драга колешка Сања. Ема ете вечерва, пошто јас и Александар сме гости во студиово, имав таа чест на Сања песната вечерва со Александар јас да испеам Брат и сестра. И така, планираме да видиме до крајот, може би уште некој дует ќе ви отпееме во живо или уште по една песна што имаме договорено и така, нека биде изненадување во вториот дел да видите што ќе следи. Песните во шоуто Имат Немат се изведуваат исклучиво во живо. Колку е битно тоа за вас, печете, и дали е подобро да се пее во живо или плейбек, еве за тебе? За мене лично, јас не сакам плейбеци. Секогаш во студио, во тој момент како си се чувствувал, така си ја снимил, меѓутоа мислам дека во живо секогаш можеш да дадеш многу повеќе, многу подруга емоција, многу на поинаков начин песната да доживееш во различни моменти, различно се доживува секоја песна. За мене пеењето во живо е сепак пеење. Како ти се допаѓа организацијата, не си за прв пат, како што кажа, ете, што мислиш околу организацијата на Ване Петков? Прекрасно, многу, дај Боже да има и се уште вакви, мислам, емисии по другите телевизии, пошто еве ние среќа што го имаме Ване, да го немаше ќе го измислевме, Ване Интеве, значи прекрасна емисијата. Ова пеење во живо, овие дружби со самите колеги, многу од тука започнуваат и многу и соработки со колегите, има колеги што не си се знаеме од Македонија, што сме од различни градови. Искрено запознав овде многу луѓе, ми е многу драго, со тие луѓе исто продолжив со многу убави соработки, така да мислам дека вакви емисии стварно многу ни фалат на нас, на македонските пејачи. Се надеваме дека ќе има уште повеќе вакви емисии, каде што ќе имате можност да се промовирате и да се дружите, како што кажа. Како сте со Амбасадор Бенд, дали имате свирки? Моментално
искрено до пред пандемијата работевме многу убаво. Сега кога пуштија малку нели овие сите забрани и протоколи, малку ни е намалена работата, но се надеваме дека во иднина ќе си продолжиме да си работиме како и претходно. Не дека ќе престанеме ние со работа, ние еве сега баш за кај вас за во НТВ со Ване спремаме едно убаво шоу да направиме на неколку стари македонски песни, ќе направиме кавери и препеви и на некои од наши авторски што веќе ќе бидат за кратко време и јас се надевам малку пандемијава нели не ги поремети сите планови. Се надевам тие ќе има песни што се наши авторски што ќе бидат на албумот Амбасадор Бенд и оној забавниот албум што треба да го вклопам во едно што долго време го припремам. Ама мислам дека оваа година ќе можат моите слушатели да имаат прилика да го слушнат сиот тој материјал, да биде готов и да направиме една убава промоција. Додека излезе албумот, дали можеби ќе објавиш некоја нова песна? Па во план ни еве со Флори Манев сега припремаме нови песни, се уште не се во јавност излезени, меѓутоа се во припрема. Има една така со етно елементи, има една песна така како стариве македонски песни што ќе биде. Таа ми е една многу драга што ја спремаме, една балада многу интересна и во подготовки сум да видам како ќе излези, дали ќе имаме време да настапам, сакам на Роса Фест, па ќе видиме како ќе бидат подготовките и за тој фестивал и дали ќе успеам да стигнам со песната до терминот кога ќе треба да ја предадеме. За оние кои што не знаат, за дел од нашите гледачи, ти си оперски пејач, работиш во македонска опера. Како оди таму работате? Дали имате некои концерти закажани веќе за следниот период? Среќа што почнавме, имаме протоколи, не ни е баш лесно во опера. Тоа пеење е многу позахтевно пеење, како да кажам, потешко пеење. Го пееме со маска, што ни е прилично многу тешко на сцена. Сега баш идеше представата Палјачи, една прекрасна представа, дадовме премиера и реприза на таа представа. Поминавме многу убава, имаше многу публика, барана беше, значи дури уште да се изведува. Меѓутоа сме ние пеачите, да речам, со маски, тоа верувајте ни, пееме, не мислиме на тоа, меѓутоа ни е доста тешко. Не се осеќаме едноставно слободно да се изразиме како вокали, како да имаме некоја пречка пред нас. Иако даваме максимум од себе и тоа звучи, мислам дека тие маски ќе дојде тој ден убав да ги тргнеме и да ги немаме повеќе. Надеваме дека тоа ќе биде во најскоро време, дека ќе ги тргнеме маските. Што е следно од тебе? Следно да ви вадам нови песни со Флори, албумот што го припремаме, да го дозавршам овој што го ветив дека ќе треба да го направам, значи работам на него и за кратко време да видите едно наше ново шоу со Амбасадор Бенд со убави песни снимени во вашето студио. Тоа е нешто ново што можам да го најавам и да сме здрави и живи само. Ајде така, Елени, вие снимајте, ние ќе уживаме со вас и со убавата македонска песна. Јас ќе те оставам да уживаш со твоите колеги вечерва. Ти благодарам многу, јас не се гледаме за убави работи, секој е добро. На гледачите на НТВ и на емисијата Имат немат, гледајте убава музика и уживајте во нашите македонски песни. Александар Темелков изминатиот период снимаше видеозапис за неговата нова песна која носи наслов Ах Мори Магде. Спотот е во реализација на Ин продукција, а се снимаше на повеќе локации во Охрид. Како помина снимањето и кои се неговите очекувања, ние ви откриваме од следното интервју.
почитувани гледачи, денеска на наше заедничко задоволство во студиото на Инпродукција имаме еден млад, талентиран и харизматичен музички изведувач кој ни доаѓа од Велес. Добре дојде ке му посакам на миленикот на македонската публика Александар Темелков. Здраво, Александар, како си? Ти си чест гостин тука во студиото на Инпродукција. Знаеме дека секогаш се чувствуваш како дома, но како се чувствуваш во моментов? Па супер, пред се благодарам за поканата и секако добриот повод затоа што денеска го снимав мојот нов спот заедно во соработка со Инпродукција. Така да публиката наскоро може да очекува една многу добра песна која што се надевам многу брзо ќе влезе во срцето на народ и дека за брзо време би можел да стане хит. Песната носи наслов Ах, мори Магде. Се работи за една убава љубовна песна. Па дали според тоа ги одбравте локациите на кои што се снимаше спотот? Па да, значи спотот се снимаше тука во Охрид, на повеќе локации. Глумица во спотот Теа Блажевска. Мислиме на добра соработка, еден добар спот. Гледачите многу наскоро ќе имаат можност и спотот и песната да слушат. Така, какви се твоите очекувања за овој твој нов видеозапис? Па јас секогаш се трудам максимално да биде се во ред, и стилски, и сценски, заедно со сценарио, и секако Инпродукција е една професионална продукција која што си ја знае својата работа. Така, ја напоменавме самата песна, која носи наслов Ах, мори Магде. Со кого се соработуваше за да се создаде една така убава песна? Така. Текст на оваа песна е Ангела Стрезовска, голем поздрав до неа. Музика, аранжман и студио кај што ги снимам во Прилеп, Славко Ристевски, голем поздрав исто и до него. Александар, во повеќето твоите песни можеме да забележиме соработката со Стојан Лазаревски и продуцентот Славко Ристевски. Дали таа соработка ќе продолжиш да ја имаш со нив и во иднина? Па да, секако многу набрзо. Мислам во текот на овој период ќе има уште песни со истата таа соработка и се надам дека добро ќе поминат кај публиката. Па се надеваме. На песната Љубов моја, со која во 2019 година беше победник на Канео Фест тука во Охрид, се појавуваш и како текстописец. Дали би имаш некоја песна која што е некаде скриена во твоите фиоки и чекаш вистинско време да биде објавена? Па моментално не. Значи делумно, половично сум автор на таа песна. Исто во соработка со Стојан Лазаревски. Значи така текстот беше заеднички. Љубов моја е една предобра балада која што се надевам во иднина ќе се осознае уште повеќе од моментално сега тоа што е. За се треба време и простор сега. Така. Кога сме веќе кај фестивалите, дали често настапуваш таму и кој е твоето искуство и твојот став во врска со фестивалите тука кај нас? Па имам доста големо искуство општо и со настапи покрај фестивали. Сум опуштен, слободен, затоа што веќе имам и доста големо искуство, доста многу и настапи. Така. А за твоите почетоци нема да отвараме тема, бидејќи тука и кај нас во емисијата Наша сцена и во твоите многу гостувања низ различни емисии, многу добро ги имаш објаснето твоите чекори од мали нозе па се до ден денес. Интересен е фактот што од дете ја пееш македонската народна песна. Од каде љубовта токму кон македонската народна песна? Па ова конкретно не можам да ви го кажам затоа што некој едноставно се раѓа со таа љубов кон таа музика. Значи мене македонската музика ми е многу драга и секогаш било каде кога пеам македонска песна, значи ја пеам со голема љубов и со големи емоции. А дали во иднина планираш да се задржиш на народната музика или пак можеби твојата кариера би ја насочил во некој друг правец? Па не, секако ќе се останам доследен на тоа пред се што ми лежи. Јас пеам добра и поп музика, но веќе сум се определил за народно и ќе си продолжам секако со народната.
Така, каде се може луѓето да те слушнат и видат во периодов наназад? Каде се настапуваше? Па покрај доста настапи тука во Македонија, 2 месеци пее во Германија. Значи публиката масовно доаѓаше на моите настапи и секако благодарам од срце затоа што кога ќе оставиш добар впечаток, добар траг, дека си успеал да ги задоволиш толку голем број на гости, значи треба да сватиш дека има доста луѓе што го ценат нели мојот труд и секако тоа премногу мене ми значи. Така, дали доби покана повторно да им бидеш гостин? Да. Кои македонски песни можат да се најдат на твојот репертоар, на твоите настапи? Па исклучиво, значи, класика народна, не би издвоил затоа што ако земам да набројувам, тоа би било баш долго. Која наша македонска песна ти е најдрага или најмногу милуваш да ја пееш? Па имам доста така поомилен и не би можел во моментов да издвојам. Така, виолина свираш, јас така како што видов според едно. Знаеме дека добро умееш да свириш виолина. Дали се уште трае дружбата со овој инструмент? Па долго време не, затоа што од кога завршив музичко, после одредено време како што завршив и не свирав. И така да сега не сум свирал одамна. Не знам дали би можел во моментов нешто да отсвирам. Се надам дека не, затоа што без вежба, без тренинг не оди. Така, сепак е потребно вежбање и доволно тренинг за да се совлада и научи тој инструмент. Так. Што друго можеме да очекуваме на музички план од Александар Темелков? Па јас мислам дека во 2022 ќе го заокружам мојот прв албум и да направам еден концерт тука во Македонија. Секако им продукција ќе биде дел од тој концерт и се надам многу набрзо ќе се случи тоа. Сакам да те бакна, ама срам ми е. Отпуста мака, вез ден само пијам. Отпуста желба, но ке јас не спијам. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. А бер ми стигна, свадба ќе правиш, венчален прстен на рака ќе ставиш. Крај тебе, Магде, нема да бидам, доволно е лице срекно да ти видам. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена.
za tebe prolejani uteka para, dopusti me Ani, za tebe Magde, srce ke žali, zašto mesto mene drug da te kali. Ah, mori Magde, ljubov neprebolena, od vino i rakija, dušava izgorena. Ah, mori Magde, ljubov neprebolena, od vino i rakija, dušava izgorena. Тука го завршуваме уште едно издание на емисијата Наша сцена. Верувам уживавте со нас. Верувам успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. Јас наредна средба ќе ви закажам за 7 дена, на исто место и во исто време, а вие останете во добро расположение.